Премиерот Заев ги сослуша граѓаните на Иловица и Штука каде се планира изградба на рудник за бакар. Не им вети дали ќе има или не рудник на планината Огражден. Истакна дека во Иловица дошол на информативна средба за да полесно се разберат работите. Нема позначаен приоритет за нас како влада, верувам за било која влада, од здравието на граѓаните, од перспективите на овој регион, од традицијата која што имат нашите граѓани, но секако и желбата да децата останат овде, да живеат овде, да чекаме деца од нашите деца и внуци. Така да верувам дека денеска ќе имаме плодна средба на која што ќе излеземе попаметни и ние од владата, но и граѓаните од Иловица и Штука. Жителите на Иловица и Штука негодуваат. Смета дека рудник не е потребен на нивните села и тоа во земјоделски регион. Тај е земјоделски крај што ќе не може ниту тун, ни пиперка, ни фаронка да се посаде. Стока ќе немаме вода за пиене, брате. Тоа е самоубиство за овие луѓе од овој дел на Стромичката котлина. Да го поцениш тоа земјоделско производство. А го поцениме затоа што немаме земјоделска наука. Ако имат резервна варијанта, дали ќе не обештете да се иселиме тоа на радиус од 50 км од тука? Јас сум 60 години, 62 да терам, принуден сум да се иселим од тука, ако се отвори. Премиерот Заев подлече дека нема да се избрзува при носење одлука за Euromax Resources за изградба на рудникот, кој може да има влијание на целиот микрорегион. Се работи за значајни одлуки кои што ќе влијаат на едината, секако на овој микрорегион Иловица Штука, на општина Босилово, општина Ново село, но и на целиот Струмички регион, веројатно и на Република Македонија. Заради тоа се обидуваме да изнедреме најпаметни одлуки согласно законите во Република Македонија, за кои што никогаш нема да се каеме, а сепак ќе овозможиме иднина на развојот и на државата, но пред се и на овој регион од кој што и јас потекнувам. Компанијата Euromax Resources тврди дека рудникот што ќе се гради ќе биде безбеден според сите светски стандарди и нема да ја загадува животната средина. Тие се откажа од користење на сулфурна киселина и цијанид, а преработката на рудата ќе биде со флотација. Невуваат инвестиција од 350 милиони евра и повеќе стотина вработувања.